Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи имате право да ја знаете вистината. Темата на нашата вечерашна емисија е во чии раце заврши имотот на поранешната и на старата ВМРО на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров, според сегашните цени и според сегашните проценки, вредна некаде повеќе од 100 милиона евра. Бидејќи ова е прва емисија после новогодишните божикните празници, на почетокот на емисијата почитувани гледачи посакувам пријатна година, успешна и среќна година, се надеваме на ново дружење и на нова успешна соработка помеѓу емисијата во центар и вас као гледачи на ова емисија, бидејќи според последните анкети на Институтот за социолошки и правни истражувања на крајот на минатата година, ова беше убедлива најгледана емисија во Република Македонија, убедлива најгледана програма на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Темата на нашата вечерашна емисија во чии раце заврши имотот на старата ВМРО на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров, според сегашни цени и според сегашни проценки, проценет некаде на повеќе од 100 милиона евра. Господине Каракачанов, кој е најбогат политичар во Бугарија, вие или царот? Царо е богат, тоа е... Само и вие не сте за жалење. Кој го казва тоа? Сите ваши противници викаат целиот имот на старото ВМРО е сега приватизиран од Каракачанов. Кои се тези противници? Да речеме господинот Попов. Кој е тој? Господинот Попов вели дека е наследник на големи комитски семејства во Благоевград. Исто господинот, да речеме, на Тоше Перев, Николај Перев, на Христо Матов, внуците. Има сериозни обвинувања. Обвинување е можеме да ги негираме, можеме да не ги негираме, меѓутоа се постојат на маса се. В политиката се разбира колку си голям и колку си значим од това колку хора врват след тебе. Тоа не значи дека не сте богат. Прашањето беше дали сте богат. ВМРО има 30.000 членови в момента, в цяла Българија. 800 структури, местни организации в цяла Българија. За тези хора кој стои? Никој. Така че тези които Што стана со имотот господине Каракачанов на ВМРО? Била дека сте го приватизирале, па дури бугарските медиуми велат Каракачанов го приватизирал имотот на ВМРО и тој се проценува некаде тоа што е приватизирано на околу 10 милиона лева, што не е мала пара за Бугарија. Имотите на ВМРО са над 100 милиона евро. Не 10 милиона лева, над 100 милиона евро. Значи вие сте тежок 100 милиона евро? Прво. Второ, приватизира се државна собственост. Това, което е било държавно, се приватизира, става частно. Добро, това, което е било на ВМРО, си е на ВМРО. Не само това. Велат сте формирали фондација во Пазарџик. Точно така. Фондација ВМРО, вие сте председател, а дека организацијата која сте председател повторно, ВМРО СМД или ВМРО БНД, го има префрлено тој имот и со тој имот располагате вие. И тој имот вреди повеќе од 10 милиони лева или некаде околу 5 милиони евра. Аз ви казвам 100 милиона евро. И каде располагате со имот? Тези имоти, значи това са стари имоти, които са наследени от времето на Тодор Александров, на Иван Михайлов, и нови имоти, които сме купували и строили през последните 15 години. Вела дека куќата на Михайлов во Банско, дел од куќите кои се во Сандански, дел од куќите кои се во Благоевград, дека вие ги користите тие куќи. Не. Дека поранешните тутунски овие фабрики кои се во таа југоисточна Македонија. Това се легенди вече. Тутунски фабрики нема. Вие поише знаете што пари располагате од мене, да не ви се мешаме с весте. ВМРО разполага с няколко милиона лева бюджет годишно, всяка година. И тези пари, вие сте били в тази сграда на ВМРО. Виждате, че тук има хора, които работят за организацията. Ова сграда на Пиротска број 5? Точно така. Старите, синовите и внуците на старите комити во Моровски во обвинуваат дека оваа зграда е легло на криминалот, на проституцијата и на коморот. Вие може да се поразходите из зградата и да видите има ли криминал. Николај Тошев е внук на познатиот ВМРО-вски комите Војвода Пере Тошев со потекло од битолското село Смилево и тој е начело на организацијата која бара враќање на имотот на старите ВМРО-вски војводи и на старите ВМРО-вски семејства кои сега се земени се во сопственост на таа фондација на Каракачанов. Што многу тешки обвинувања од вашата партија, од вашата организација на адреса на господин Каракачанов. Според едното обвинување таа зграда на Пиротска број 5 е легло во Софија на проституција и на одредени игри на среќа, коцки, комари и така натаму. Според второто обвинување вие велите Каракачанов нема ништо со македонското. Па дури му негирате дека е македонец по потекло, дека е влав некаде од околината, од околните села на Русе. И најсрамното и позорно, което беше в един определен момент, че там Каракачанов организира казино. Казино во таа зграда? Да, казино. А това е сградата, в която са стъпкали и са ходили и са ечали гласовете на най-светлите умове на ВМРО и на потомците на бежанците в България. Вие го обвинувате Каракачанов дека не е македонец по род и по потекло, дека е влав. Не само, че го обвиняваме, то това си е просто въпрос на происход.
Зградата на поранешното и старото ВМРО на Тодор Александров и Ванчо Михайлов денес е процената некаде на 20 од 25 милиони евра. Зградата се наоѓа во строгиот центар на Софија, некаде на околу 50 на метри од централниот магазин или познатиот СУ, односно на околу 70 до 80 метри од владата на Република Бугарија. Господин Мицов, со колку имот, може ли да се предпостави со колку имот располага тоа историско ВМРО на Александров и на Ванчо Михайлов? Сега по едни спомени на Рајна Костенцева, кои беа објавени пред неколку денови, се вели дека голем дел од некогашна Софија, тоа е почетокот на 20 век, са били од македонци. Значи поголем дел од Софија, почетокот на 20 век били македонци. Почетокот на 20 век, тоа е пред двете балкански војни. Тоа значи дека голем дел од македонците доселени дали од Вардарска, дали од Егејска Македонија, после руско-турските војни, значи или после на прва и втора балканска војна, доаѓаат во Бугарија и имат свој имот. Доаѓаат во Бугарија и имат свој имот, али прават и градат и такви општи имоти. Нали, кои са на македонските братства, нали, како тие општи имоти, господин Мицов. Да. Значи тие се имоти на ВМРО организацијата на Тодор Александров и на Ванчо Михайлов. Сега знаете дека организацијата по поразот на Бугарија во Првата светска војна, таа организација веќе добива поголемо влијание во Петричко, во Пиринска Македонија, тогаш се вика, нали, областа Петричко. Да, областа Петричкиот регион, нали, така се вика, и меѓу крајот на Првата светска војна 1934 година, кога е познатиот преврат на 19 мај, таа држи Петричкиот регион и е како држава во државата. Значи е мокна организација. Мокна организација. Со голем капитал, предпоставам. Со голем капитал и не само во Софија. Не само во Софија, исто така во Пловдив, во Варна, пошто знаете дека и во Варна има голем број македонци. Господине Билјарски, колку е мокна организацијата на ВМРО во врвот на својата мок во времето на Александров и во времето на Ванчо Михайлов? Дали може да се говори дека таа всушност функционира како држава во рамките на бугарската држава? Сега, това, което ме питате, то до някъде съдържа и отговора. Наистина, за организацията може да се говори, че тя е държава в държавата, специално когато става за един определен район. Това е Пиринска Македония. Там организацията са съсредоточени нейните сили преди всичко. Там е нейното оръжие. По времето на Тодор Александров организацията е наистина много силна. Атанас Попов е председател на ВМРО, човекот кој жестоко го критикува Каракачанов, односно неговиот обид да го приватизира тој имот на старото ВМРО на Ванчо Михайлов и Тодор Александров. Дали Каракачанов е богат човек во моментот? Дали е богат политичар? Дали е еден од најбогатите политичари во Бугарија? Бидејќи располага со овој имот на старото ВМРО, кој навистина е голем, кој навистина се мери во неколку 20 објекти, чија пазарна вредност во моментот не може да биде под 100 милиона евра. Вижте какво, аз мисля, че една от основните задачи на нашето правителство сега е да проучи имотното състояние на някои политици. Аз не знае какво е неговото имотно състояние. Аз не мога да знае какво е неговото имотно състояние, но самият факт, че толкова много години като лидер на трите фалшификата на историческата ВМРО, на Сдружение ВМРО, на партия ВМРО и на фундация ВМРО се използват имотите на толкова много страдалци, е неприятен факт.